Видеа твојата влада со државни пари на државен трошок во Њу Јорк на Генерално собрание на Обединети нации, да е теко Тимчо Мики Маусот у кафана, па нели е таму отиден за да преговара, нели е отиден како министер за надворешни работи и надворешна трговија. Вака ќе работи? Ова значи тоа многу работа? Вака ќе ја оправиме државата? Најискрени да бидеме и најобјективни. Дали Бујар Османи некогаш беше сликан во кафана на државен трошок? Дали ова го правил Никола Димитров? Дали ова го правил Никола Поповски? Ова го правеле ли они? Да бидеме најобјективни, чисти пред сами себе. Јас ви кажав, ме плаши тоа дека Како не вака, може не вие Мицко сам- работи на сценариото. Па вашата генерација на Мицко, на Васко, па вие упропастивте, лажете народ, и упропастивте држава, вие лажете народ 35 години. Подобри времиња ќе се чекале. За какви подобри Што времиња, збоиле ви сте мрднати бе комплет. Супер ви е на вас, седите уживајте, а народов друг 12 денара кило компир ќе продава. Ја предлагам тука, пошто имаме неколку видеа, да видиме како денеска премиерот Го пречека својот господар. Не, на многу важната посета на Фондот за здравство, дента кога Македонија, Мистер за ќе Унгарија. повторам, го доживее еден од најголемите порази. Он беше во Фонд за здравство, каде што таму Патриотизам, нашле многу криминал, не знам си што нашле. Да го видиме како и соопшти на нацијата што ни се случува, и тоа му го кажале уште во Брисел, а тогашка во обраќањето не го каже. Да видиме. Првото првен пушти го, првото, па после можеш и одма по друго третото да го пуштиш. Премиери, известно е дека на 15 октомври Македонија и Албанија формално се разбојуваат на евроинтегративниот пат. Албанија ќе почне со отворање на првиот кластер од пристапните преговори, додека Македонија останува условена со уставните измени. Годелите ли впечатокот на голем дел од јавноста дека ова треба да значи уште долги години во чекалната на Европската унија, заглавени процеси и така натаму? Како коментирате? Видете, тоа најверојатно ќе се случи, да. Тоа уште кога бе во Брисел беше соопштено и беше кажано. Тоа е повторно нешто со кое што се покажува лоша порака кон македонските граѓани. Затоа што ние како држава имаме поминато многу, овие 2,5 децении од како го почнавме овој наш пат кон полноправно членство во рамките на Европската унија. И мислам дека многу работи кои што никој не ги направил, кој што е сега кандидат, преговара, или кој што е членка, ние ги направивме, кои што немаат никаква врска со Копенхагенските критерии. Никаква врска. Ние сме единствениот случај во кој билатерални договори се услови во преговарачка рамка. Само да го завршам мојот одговор, бидејќи некако не успеав да го дозавршам, сакам јас да им посакам многу успех на нашите соседи, брзо да го завршат преговарачкиот процес и може би еден ден нашите патишта ќе се повторно сретнат некаде по таа траекторија кон полноправното членство во рамките на ЕУ. Како, од што мислите да живеете? Не го разбирам прашањето. Од што ќе живеете? Со многу работа, со многу труд, честна работа, напорна работа. Јас сум навикнат како човек многу да работам, напорно да работам, честно да работам. И кога човек работи напорно, кога многу се труди, кога работи честно, резултатите ќе дојдат. А ако мислите вие дека со почнувањето на преговорите мет и млеко ќе почне да тече по улиците и парите од Брисел ќе почнат да врнат, се лажете.
Прво им честита на Албанија, затоа што почнале преговори, Им посакува среќа им и успех. посакува среќа, што значи дека он браво за Албанија им вика, браво, Албанија ќе стане земја членка на ЕУ, он им честита на Албанија. Ако е лошо у Европска унија, зошто им честиташ на албанците и на Албанија? Тоа е прво. Второ, прашањето на новинарот, второто прашање беше, а од што ќе живееме? И види го ти неговиот одговор. Од многу работа, од многу... А што до сега немало Од многу кафана работа? не е искочен. Прво од кафана не си излезен. Второ, ајде да видиме како работат оваа влада. Пушти го оваа сликава, пушти ја. Пушти да видиме како работи твојата влада. Колку многу работи твојата влада. Не, сега ќе видиме што прави неговата влада у Њујорк и неговата делегација што прави у Њујорк. Го пушти? Абе не мораш лого, пушти го. Ајде да видиме твојата влада колку работи. Колку многу вредно работи. Од многу работа и труд. Да видиме колку твојата влада вредно и трудно е ангажирана. Да, иде. Ајде да видиме сега. Еве сега да видиме. Чекај да видиме твојата влада. Видија твојата влада со државни пари на државен трошок во Њујорк на, како се вика, во Њујорк на Генерално собрание на Обединети нации. Еве твојата влада е тако Тимчо Мики Маусот у кафана. Па нели е таму отиден за да преговара? Нели е отиден како министер за надворешни работи и надворешна трговија? Нели е отиден таму за да се сретне со некој да ја опре држава? Вака ќе работи? Ова значи тоа многу работа? Да прочитам кој е таму во делегацијата, инаку имаме две делегации во Њујорк. Едната е на Силјановска Гордана делегација и таа ја плаќаме од државен джеб. Втората е на МНР со Мики Маусов, Тимчо Муцунски и таа се плаќа од джеб. Да бе изет меѓутие таму. 3 делегации. Ај вака сега. Линда Салиевска е нов шеф на кабинет на Тимчо Муцунски во време на СДСМ пратена во мисија на Република Македонија во Брисел. Елена Кузмановска државен секретар во МНР. Маријан Христов, колега од факултет ми, е новиот последен советник на Тимчо кој му беше шеф на кабинет во општина Аеродром. Ја кажа. Ова е многу работа и труд, Мицко. Вака ќе ја оправиме државата? На ова мислеше кога кажа, нели прашањето беше од што ќе живееме и ти рече од многу работа и од труд. И се согласувам. Се живее со од многу работа и од многу труд се живее. Тоа се согласувам. Ама ова ли се тие луѓе од твојата влада кои што многу ќе работат? И многу ќе се трудат да го оправат државичево, а? Демек вие подобри од Европска унија сте. А? Демек не врнеле пари кога ќе сме влезеле у Брисел. Кога ќе почнат друже преговорите, првата транша ти е 900 милиона евра. Второто поглавје ти е милиарда и нешто. Трето поглавје ти е исто, 500-600 милиона. Не врнат, на сметка ти ги пуштаат, не врнат. Ова е таа влада што многу вредно ќе работи, со многу работа ќе опре државава. Ова у кафана у Њујорк. Верувам дека овдека цените не се 40 денара ракија. Не, ова не е кафана, ова е од оние елитни барови. Елитен бар е ова, да. А па они кај би оделе да не се у елитни баровите, молам? Според стандардот што го имаат. Вака најискрени сега да бидеме пред сами себе. И ние, и вие. И гледачите. Најискрени да бидеме и најобјективни. Дали Бујар Османи некогаш беше сликан во кафана на државен трошок? За жал мора да констатираме дека никогаш. Најобјективни, да си бидеме честни пред себе.
Дали ова го правил Бујар Османи? Дотолку повеќе, дали ова го правил Никола Димитров? Дали ова го правил Никола Поповски? И што од ВМРО ДПМН свое време? Ова го правеле ли они? Антонио не прави муабет. Правил многу поише од ова. Али окей. Немаше да. Не вака да бидеме најобјективни, чисти пред сами себе. Го правеле ова и Димитров и овој Бујар Османи и Никола Поповски. Па кај ви е Никола Поповски бе? Па Никола Поповски е еден од најдобрите кадри на ВМРО ДПМН, нигде го нема човекот. Па Кај- не му тре. Кај ви И е многу има кај како ви е Никола кај ви е Поповски. кај ви е Кире Миновски бе? Има многу. Еден од најдобрите министри за финансии. Мицко бега од добрите кадри. Кај ви се тие луѓе бе? Ама Никола Ова ли ќе не е осо- Мики Маус? На што личи ова бе? Овака многу вредно ќе работите, со многу работа ќе оправите државата. Ова ли е таа многу работа? Мечка оваа седенка ќе ме каже фалал да е да денеска Македонија продолжише на патот кон Европска унија. Ќе ми рече фалал да ви е на здравје, честито, пите, јадете до утре. И има што да има што да зошто. славите. Има Така. зошто. Пак ќе кажам, денеска го доживеавме еден од најголемите порази во поновата историја како држава и како народ, а за иронијата да биде толку поголема, одредени луѓе потпагајќи под влијание и под перење на мозокот еден партиски центар, денеска овој ден го слават како победа. Види, па дури и да сака да ги прекине преговорите со ЕУ, треба, ако ништо друго, бар да го праша и народот дали е за тоа. Не можеш ти да се однесуваш така, што би рекол, еве, и Филипче тоа вика, не е приватна својина. О, Ивона Јолевска, Бујар не смеш да го сликаш вака. Бујар, овој сам се сликал. Ама овој сам си Гледате дека сам објавува. се сликал овој? Не, Што си го стигал Мечка вака Тимчо? Сега се симна пред 15 минути од авионот. Да, претходно со холограм го гледавте. Сега дојде у студио, беше у Њујорк да го слика Тимчо Муцунски. види, немаат уште ни 100 дена. Ќе направиме у понеделник, веројатно емисијата ќе биде за тоа посветена на 100 дена на Мицко. Поголема анализа. Колку глупости, колку... И само шетање, сликање, селфи од црква. Од кај беше вчера што објави Мечка? Со што ги сретнал тука тие министрите? У црква кај беше негде? Не бе Обединети нации. Или Обединети нации? Селфиња си правиме, министер за селфи. Не за надворешна политика. Инфлуенсерката Мики Маус. Абе, ајде. Срамота. Де изгаси ги, молим те. Де да не ги гледаме веќе. Иначе имаше еден коментар. Заев врати се сетие простено, кога дојде Заев, коментарот беше Никола Груевски врати се сетие простено. Плачиме по некој. И во суштина, да можеме да дојдеме благодарение на тој коментар до заклучок дека од влада во влада, од година во година во оваа држава се живее се полошо и полошо. Ова е ресторан Карминс, 7 авенија, Њујорк Сити. Ај најди го. Ај види колку е една пијачка жити. Да, ресторан Карминс, 7 авенија, Њујорк Сити. Нервирам уша малце. Дека вака Љупчо го шета во Америка и Канада и после тоа војна му направија. Еве да го надополнам гледачот. Добро да не е важно, го шета. Инаку сакав малце да прокоментирам дека најдеме кои се цените у ресторанот кај што ручал Мики Маус. Значи, малце да прокоментираме околу тоа што го кажа Мицковски. Јас сум навикнат со работа, треба да работиме и многу да работиме и јас се согласувам. Оној кој што работи и кој што се труди, кога тогаш ќе доживее успех, прашањето е колкав успех, дали поголем или помал. Најдобра предпоставка за богатството со кое што ќе се стекне еден човек во својот живот можеш да ја направиш врз основа на тоа каде тој човек е роден. Односно, ако сакаш да предпоставиш колку еден човек би заработил и би направил работејќи и трудејќи се максимално целиот свој живот, треба да видиш во која држава е роден. Ние во оваа држава просекот бруто домашен производ, тоа што ви го пуштив, овакво е 8.000 евра.
Значи ти колку сакаш работи во оваа држава, колку сакаш труди се, ти не можеш да заработиш ниту како во една Бугарија. Не можеш да заработиш ниту како во една Хрватска. Лазо Колишевски, тука може да се согласиме во предвидувањата за Јас државата. исто тоа што го кажав. Да, добро, нели ви е јасно дека ВМРО пак војна ќе направи. Тука направи. можам да се согласам. Дестабилизацијата треба да потекне од тука. Да, тука можам да се согласам Лазо Колишевски. Или да се со те. надоврземе Се за расправаме со дестабилизација во Наталија, Косово. ја она мисли дека ќе прават војна, ја мислам дека нема, но како се движи работа, може да се согласам и со тебе и со Наталија дека они се спремни тоа да го направат. И ова се За да го спасат Курти и да го спасат Вучич. Вучич. Значи, Тука ова е главното. може, Лазо, може да се согласам со тебе дека тоа е можна опција, да, практично историјата на тоа ни покажува. Секојаш ко биле. Не, ова вака кога не знаеш каде и правиш и на едни па кажуваш тоа дека е преку призмата дека голем патриот, ова навестува тоа. Дај Боже да грешим. Да, дај Боже да греши. Да. Нема единствено нешто што ја спасува оваа држава во овој момент од таква дестабилизација каква што впрочем збори Мицковски е тоа што од влен се уште гладни. Односно сакаат да се нагостат убаво додека се на функција и заради тоа не излегуваат од влада. Инаку притисокот од нивното гласачко тело, како што Албанија ќе напредува кон Европската унија, тој притисок ќе расте. Притисокот врз ДУИ да реагира на некаков начин ќе расте. Ние сериозно забораваме дека токму овој како се викаше, Јербен Таравари ја даде таа изјава и Билјалка сами ја даде таа изјава дека ако Македонија не продолжи на патот кон Европската унија, албанските општини во Македонија сами ќе продолжат по патот кон Европската унија. Така Че да не се заборави таа тие изјава. работи нема да дозволиме да се заборават и позади ова што ние го говориме во моментов стои подкрепа со факти, со изјави и со здрава политичка логика. Верувајте дека Влен нема да си уништува својот политички капитал за да го спасува Мицко како што Мицко тоа го прави. Зашто? Затоа што се свесни дека кога тогаш доаѓаат пак избори. Мицковски во овој момент делува толку изгубено, толку дефокусирано, толку безидејно, што јас не знам дали се надева дека ќе излезе на уште едни избори, говорам за парламентарни, или можеби ќе рече овој мандат ми е доста, ќе успее да ги излечи своите фрустрации и онаа болка дека му велеа дека никогаш нема да стане премиер и дека е и он сега да се покаже дека успел, еве станал, па макар и пропаднала држава со него. Види уште Не ако знам. имаме предвид дека Мицко од почеток, иако може се смеевме, ама изгледа не е смешно, се подкрепувам на ова што збореше Мечка, нели што се конфронтиравме приватно. Знаеш што? Ако имаме предвид дека Мицко уште кога дојде од прв ден збори за дестабилизација. Од кај знаеме ние за каква дестабилизација психолошки не припрема Мицковски. И ова со Влен, мораш ти да имаш едно лошо дете од албанскиот блок, кој што нешто нема да се согласува. Кој што, да речеме, за известно време може некој комуникија исто ќе ни доставува. И тоа да биде иницијална каписла. Без разлика што сигурно сега ќе се проврати дека ние, например, како земја членка на НАТО не би можело да се дозволи. Не, тоа исто така може да биде во дел од сценариото за дестабилизација на регионов. И ние како НАТО држава, доколку дојде до конфликт, како ќе реагира, например, НАТО ако имаме некој конфликт кој што ќе се преле... Внатрешен конфликт не може да ти интервенира. Тоа треба да го разјасниме затоа што сигурно некој од гледачите ќе рече демек НАТО е заштита Пак вика, за да. безбедноста. Значи за Ќе ни внатрешен пратат конфликт, плави шлемови или ќе ни пратат ама као за квор внатрешен и ќе не конфликт они ќе подела бидат како мировна мисија, ме разбираш? реката Ибар ќе биде реката Вардар и А тоа ќе доколку биде. дојде до некој надворешен конфликт, тогаш ќе те брани. Замисли да имаме некој конфликт, пошто ние Косово го признавме, па макар и со Србија што правиме? Србија не е членка на НАТО, така? А преку нас да се пресмета НАТО со Србија. Што правиме тогаш?
Таков конфликт би било спашавање на Србија и на... Не знам дали ќе биде спашавање Ајде, за пушти тоа го ова што да видиме тука ние сме менито земја од членка на... Карминс, кај што е Мики Маусов кај што бил. Пушти го едно до друго. Кај седи и Да, бе, и да, менито. да. Пушти да видиме како ова мениво, машала мениво, кај што седи. Десерт коктейл с $14, $15. Еспресо колку е? Еспресо мартини $15. Пушти го него кажи цел. Да бе. Еве ќе опуштиме зашто. Браво. Браво. Баташваба вика е сега малку претеравте, никаков конфликт Не, нема да тоа има. може Па да он има. натре Па најмалку. ние не викаме дека ќе има, ние Баре- викаме можно е. Можно е. Барем Затоа што додека се е ова Америка води тука. кон... Не е Америка тука. Не, прашањето е колку е Америка тука Колку е, и ама- до кога ќе биде тука и колку е интерес на Ама на Америка. Америка може и е во интерес да има тука дестабилизација и да има некои конфликти. Кушкања. Најопасното нешто што може на у овој момент да и се деси на Америка е да се однесува Америка како што се однесуваше кон Афганистан. Да се повлечат скрос и да речат дечки, вие сте многу талентирани, правите тука што сакате. Не. Мислам дека на Америка ја Ако одговара не кренат, ради ако македонците, кренат одговара раце како од територија. нас, тек тогаш Не, ќе како се чудиме што територија ќе и требаме и Ајде да ради видиме. бон стил и ради се, тука не. Лајкови, да видиме, лајкови, колку може да собереме, 737 лајк имаме. Да видиме дали може илјадарче, некој сабскрајбо истискајте, Точно Зоран Митевски Значи- вика НАТО штити од надвор, од внатре, Да, НАТО ви го не штити кажам, точно, да. 65 или 68% од тие што не гледаат, немаат сабскрајб стиснато. Да, од прилика 32-3% од луѓето што не гледаат секој ден имаат стиснато сабскрајб. Ако имате стиснато сабскрајб, ќе ви доаѓа нотификација кога почнува емисијата. И ќе ви доаѓа нотификација, ако не сте гледали уживо, ќе имате нотификација дека имало нова емисија и така. Стискајте лајкови и сабскрајбови. Еве Владимир вика нема лајк, не ме читате. Да видаме кој Владимир вика? Станковиќ. Па милион коментари има, не само ти брат. Пушти да видиме именито и сликата. Да видиме. Многу јако. Да. А Миле Левков збореше дека Љупчо Путерот бил за $250, да. Бисера Антуанета си купила мече и чорапа. Маричи сакал со авион да се вози до Ниш. И уште живеат. Уште живеат повеќе од половина милион со $120 дневно, А бурекот поевтини за $5. како се вика Мики Маус е у еден од најаките барови у Њујорк, Карминс. Его. Еве како изгледа од прилика менито. Пијачки, да, ова е мени само Ја за не можам да прочитам за ништо, пијачки. мечка, читај. Што да читам? Па прочити некои од цените, не Еве гледам. брат. Не гледат ни гледачите. На пример брат. еспресо мартини $15. Вели Значи, тоа е кафе, коктел? да, кафе афогато мартини $14. Амарето сайдкар $16. Тоа е пиво. Пиво на точење $7, па on tap вика. Да, Све девојчичици. црвено вино почнува од $48 флаша, па иде нагоре. Значи иде $80-90 флаша. Што има од коктейлчиња? $32. Джими Бич вика, Бајс. добро е, така ми е поинтересно. Вика, мечко, вие изедува по 30 мечиња секој ден. Да. Овие јадат многу мечиња дневно. Едно мартини А, на не, части бе. гледач. $230 им е вино, флаша. На части гледач од Македонија едно мартини и јеби га. Части. Фала, брату. Имаше коментар. Ама ова поштено е мартинито, не е од државна сметка. Фала, брату, многу за донацијата. Може само во контекст на ова, нели? Со Мицко да прочитам дека што кажал во најава еве за понеделник за 100 дена. Мицковски вика дека од кога ВМРО ДПМН сега ќе ја формира владата,
ќе биде потребно многу работа и ќе имате, ви ветувам, со многу труд граѓаните разликата и тоа голема разлика ќе ја почувствуваат уште во првите 100 дена. Како? Кој го Граѓани, па Мицковски кога го добие мандатот за првите 100 дена кажа дека граѓаните ќе ја почувствуваат разликата и тоа огромната разлика од макотрпната работа, пошто за првите 100 дена најавувам многу работа и големи промени во државата.